Добро утро, Бранко, добро утро, Јована. Утро во екипата на Македонија наутро се наоѓа во берберницата на скопскиот бербер Али Февзи, а поводот за нашето денешно гостување во оваа берберница е хуманитарна акција која петта година поред се спроведува. Имено станува збор за новогодишни пакетчиња кои што хуманите граѓани, но и општествено одговорните компании ги обезбедуваат и се доставуваат до деца со социјално ранлива категорија. Утрово разговараме со берберот Али Февзи. Господине Февзи, добре дојдовте во Македонија наутро, петта година поред оваа акција. Како започна сето ова? Од каде идејата и веќе стана еден вид на традиција? Добро дојдовте. Чест ми е што сте доаѓан во вашата емисија, ми е и драго и честно. Веќе петта година поред ги израдуваме заедно со хумани луѓе и со фирми што помагаат во ранлива категорија да израдуваме повеќе дечиња, без обзир на вера, нација, ќе кажам, петта година поред и се надевам дека од понеделникот што почнавме до вчера, заедно со мојата драга хуманитарна и пријателка Елена Илова, на помогна многу со ранливи категорија, пакетчиња поделивме. До вчера поделивме заедно 300 пакетчиња. Се надевам дека до 28 ќе израдуваме уште 300 дечиња, затоа што лани заедно, пак ќе кажам, со хумани луѓе, сам не можам нормално, со хумани луѓе што помагаат, обезбедивме, израдувавме 500 дечиња. Оваа година сакам барем 501 да биде, ако не може 500, барем 501 да не биде под 500, се надам дека ќе успееме. Така, рекордот на доделени пакетчиња досега ви е 500, така? Да, заедно со хуманите луѓе. Така. Господине Февзи, кажете ми како ја правите селекцијата, на кого ќе доделите пакетчиња? Значи, за мене без обзир дали е богато дете, дали е сиромашно дете, детенце е дете. За мене сите се исти, но пак ќе кажам, знаем дека некои фамилии што не може да им купат, ми пишуваат и на Facebook и на Messenger дека ги замолувам да помогнат на таквите семејства и гледаме самите. И кај мене секој што ќе дојде, секој дете што ќе тропне на врата да ми рече здраво, чичо, Али, може ли едно пакетче? Јас, ако не можам, ќе најдам услови или ќе пратам некого да му купи на детето, или ја ќе излезам, ќе си купам, ќе му купам за детето, затоа што детето ако го оставиш без пакетче за овие пред новогодишни празници, тоа е како една тешка грижа и совест ќе те јаде. Затоа сакаме секое дете да израдуваме барем со едно пакетче. Тоа не е нешто скапо, може 100 денара да е, ама за него е многу вреди. Кој се може да донира и како сте задоволни до сега од покажаната хуманост на граѓаните, но и компаниите? Значи, ние сме од доаѓано тука од 86-та година, веќе ме знаат тука и од покојниот татко ми исто. И муштерите сами гледаат дека ја се трудам да помогнам на дечиња што се околу населбата аеродром и од Скопје, од други градови веќе почнавме, фала Богу, помагаат доста луѓе. Ќе кажам, господинот Идрис од Цингириш ми донира доста пакетчиња, господинот Петар Денковски, тој ми донира доста пакетчиња. И се трудиме заедно, еве петта година поред, да израдуваме дечиња. За мене секој дете еднакво. Така. Кажете ми до кога трае акцијата и каде може да ги доставуваат граѓаните, но и компаниите донациите? Значи, едно пакетче да ме донесат во берберница во фризура кај што сум ми е дуќанот, тоа е едно дете да се израдува, ги апелирам пак. Значи, пак ќе кажам, хуманите луѓе ми се пред се, затоа што не може да чекаме од други луѓе, затоа што никогаш гледаме дека мокните луѓе за жал се многу по зачувани за своите пари, за своите имања, ама треба да сватиме дека кога беше време на корона, сите бевме изолирани, сите бевме незагрижени. Еве сега моментот кога беше во саботата, се нервира, не можам кафе да пијам, не можам вода да пијам. Значи, една вода од Господ која ќе направи нешто, треба да сватиме дека сите сме еднакви према Господ. Така. Да помогнат на ранлива категорија, не само со пакетчиња, со храна за бебешки, со храна за луѓето, затоа што гледаме дека луѓето за жал поминуваат и покрај континерите и бараат помош. Пред почетокот на разговорот ми кажавте, имаме една книга пред вас, може да ја покажеме пред камерата, дека со секоја продажба од оваа книга Безвременски волшебник од Елена Илова, донациите одат токму за лица на кои им е потребна помош. Зашто станува збор? Значи, книгата, самата иницијативна девојче што е волонтерка кај мене во организацијава,
ме замоли, вика, може да извадам на книга, барем да имаме поттик на луѓево, со секоја книга што се купува, барем со тие средства за пари, да се купува храна на ранливо, като гледам дека ти се мачиш, сакам јас, вика, од моја душа, од мојот неништо што можеме да помогнеме на страна, со собрал од пријатели оваму, да направи. Ја реков, нема проблем, ќе те подржам. За секој излегува на телевизија, ќе ги замолам луѓето, не ми е за мене тоа да ќе купат, нема да купат, пак ќе помогнам со куманат, ама со овој поттик се надевам дека луѓето ем ќе читаат, ем ќе се радуваат што израдувале некој семејство со храна. Така, господине Февзи, за крај на нашиот разговор, која е вашата порака до граѓаните на Македонија? Значи, мојата порака е во Македонија да имаме мир, соживот, да не гледаме вера на нација, да не гледаме на партиска определеност, затоа што гледаме многу такви работи се случуваат, за жал. Мир во светот, децава да не бидат патени во животот, да ги зачуваме, да има бракови, да нема разводи на бракови, тоа ми е најбитно, зашто ако имаме нови генерации, нови членови во фамилија, и Македонија, како Македонија ќе остане и ќе биде повесела, тоа што со стара генерација, за жал, не можеме да направиме, ама со млада генерација, млади сили, се надевам дека не само во мојот занат, во фризерскиот занат, во цела Македонија, ќе имаме труд и љубов. Господине Февзи, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Македонија. Наутро ви посакуваме успешна акција и се надеваме дека многу дечиња ќе израдувате пред новогодишните и божикните празници. Ви благодарам што дојдовте, срекна нова 2025-та. На цела Македонија ќе им кажам, нека се живи и здрави сите што живеат во Македонија, да им биде срекно 2025-та. Благодарам. Колеги, разговаравме со скопскиот бербер Али Февзи, а поводот за нашата посета во неговата берберница беше 5-та година поред хуманитарна акција што ја организира за доделување на новогодишни пакетчиња за деца од социјално ранливи категории.